Штип е со невообичаено загаден воздух овие денови, тврди универзитетскиот професор Дејан Мираковски. Најзагаден ден бил вчера со 171 микрограм PM честички, додека утринава 108 микрограми PM честички. Ова, според Мираковски, се должи на релативно тивкото време, наспроти тоа што градот важи за еден од најчистите во државата поради честото струење на воздухот. Загадувањето е некаде 2 до 3 пати над дозволеното. Вчера беше, мислам, највисоко 170 микрограми на метар кубен, дозволени се 50. Тоа е ретка состојба за Штип, да кажем. Неколку дена поред се случува, но релативно ретко. Бидејќи Штип има доста овака атмосфера, кој што е постојано струи ветар. Какви се така наречените субстендирани честички и колку се опасни по човековото здрави? Тоа се честички кои што не ги гледаме со голото око, но кога дишеме може да бидат многу опасни за здравето, зависно од содржината. Честичките, например, од согорување од биомаса, честички од согорување во автомобилите имаат генерално многу негативен ефект врз здравето на луѓето. Нема така наречени црни точки на најзагаденост на воздухот во градот, смета Мираковски. Ова се должи на хомогенизацијата од загадувачите, пред се од џаците. Кога настанат овака стабилни услови на атмосферата, доаѓа до хомогенизација. Значи имате многу мали извори, као што се од џаците, например, од домакинствата или од било кое согорување, автомобилите. И сите тие, бидејќи нема струење на воздухот, не доаѓа до нивно дисперзирање, намалување на концентрацијата, остануваат во земните слоеви и концентрацијата постојано расте. Мираковски е оптимист дека ваквата релативно ретка атмосферска појава во Штип нема да биде со долг временски период. Согласно најавите на синоптичарите, набрзо се очекува промена на временската состојба и повторна појава на познатиот штипски ветер.